Селата во Македонија. Извор. Селото Извор се наоѓа во областа Клепа, во југозападниот дел на територијата на општина Чашка, во средното сливно подрачје на реката Бабуна. Низ селото поминувал некогашниот прометен пат Велес-Прилеп. Селото е рамничарско, на надморска височина од 300 метри. Од градот Велес, селото е оддалечено 25 километри. Ова село е специфично по изворот што се наоѓа во центарот на селото. Водата од него се користи за пиење и наводнување, и таа е со константна температура од 12 степени Целзиусови, без разлика на надворешните временски услови. Селото Извор спаѓа во особено старите села во областа на Бабуна. На неговиот татар се наоѓаат остатоци од различни историски и културни древни епохи, а самото село Извор е повеќе пати споменувано во пишаните средновековни документи. Првите пишани податоци за селото Извор потекнуваат од 1476 година, кога тоа било дервенџиско село со 40 македонски христијански домаќинства. Легендата вели: во време на турското робство се наоѓала маслинка на местото каде што денес се наоѓа изворот. Но еден ден дувнало силен ветар и маслинката била искорната од силниот ветар и од тоа место почнало да извира вода. Бегот на селото, кој имал куќа во близина на изворот, наредил да се направи мал базен и во него да се собира водата. Но тој кажал дека никој не смее да пие од таа вода и ако фати некој како пие, тој човек ќе биде погубен. Некои луѓе успеале да се напијат од водата и да се спасат, ама имало и луѓе кои биле убијани. Со населувањето на македонците во близина на изворот дошло до продарување на големиот турски бег и неговата војска. Па така се населиле повеќе македонци, кои со заеднички сили направиле поголем базен и од него можело да пие кој што сака. Тој базен и ден денес постои, само е обновен. Населението во село Извор претежно се занимава со одгледување на земјоделски производи, но покрај нив се застапени и житните култури. Исто така, застапено е одгледување на лозје од која се прави вино и ракија, но за домашно производство. Голем дел од населението се занимава со одгледување на тутун. Во близина на селото постои и истоимениот рудник за талк. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 312 жители, од кои 281 македонец, 2 албанци, 1 србин и 28 лица без податоци. Во селото функционираат основното училиште Петар Попарсов до 9-то одделение, амбуланта, дом на култура, поранешен задружен дом и пошта. А во селото и неговата околина може да се најдат и црквата Свети Атанаси, која е главна селска црква, црквата Свети Атанаси, која е манастирска црква над селото, и Изворски манастир, понов манастир над селото. Низ селото поминува и помалата река која е притока на Бабуна, реката Изворчица. Можат да се најдат и старите населби: Грамаѓе, Џунивер, Оџовица и Стара црква.